Кичевскиот суд во проблем со недостиг на судии. Бројот на предмети постојано се зголемува. 7 судии во Кичево имаат по околу 500 предмети. Многу од нив со години не добиваат разрешница бидејќи не можат да постигнат, а граѓаните се жалат дека и најобичните судски спорови им се заглавени со години. Состојбата ќе стане уште полоша бидејќи тројца судии ги бројат деновите до пензија, велат кичевските адвокати кои за проблемот решение бараат преку Адвокатската комора на Македонија. Ние како адвокати секој ден се соочиме со таква проблематика со нашите клиенти бидејќи се жалат за предметите што и се во право бидејќи се одолговлекуваат предмет поради тоа што судијата не може да го закаже еден предмет во законски рок, што значи дека нормално дека имат жалби од страна на клиентите и ние како адвокати веќе и не знаеме никако да реагираме. Проблемот со недостигот на судии почна од 2020 година, вели претседателката на судот во Кичево. Од вкупно 17, овој суд сега функционира со 7 судии, меѓу кои и претседателот на судот. Во моментов имаме 7 судии, а од 7 ноември имаме судија делегиран од Гостиварскиот суд за период од 6 месеци. На 31 декември еден од овие судии се пензионираше, додека во првите 6 месеци од годинава ќе се пензионираат уште 20 судии, што значи остануваме 3 судии и јас. За да се исполни бројот на судии, Адвокатската комора на републичко ниво даде предлог за судии да се изберат и искусни адвокати со забрзана обука. Имаме квалитетни квадри од редот на адвокатите што ги исполнуваат условите за да станат судии, ако имат измени. Тоа значи дека може за судија во основен суд да се избират адвокат со 10 години работно искуство, за во апелација со 15 години, за во врховен со 20 години работно искуство. Можете од страна на стручните или од редот на стручните соработници да се избират кандидати што се доста квалитетни, што се соочат секој ден со проблематиката од судот. Судскиот совет распиша оглас за избор на 31 судија во повеќе судови во земјава, без Скопје. Кандидатите можат да конкурираат за 6 места во судот во Прилеп, 4 во Струга, по 3 во Битола и Кичево, по 2 во Крушево, Охрид, Тетово, Делчево, Радовиш и Берово и по 1 место во Куманово, Струмица и Свети Николе.